Македонската платформа за борба против сиромаштија ги информира граѓаните дека на овие избори, предстојни локални избори, реши да проактивно делува во две компоненти. Зошто? Поради тоа што во претходните избори, ако чекавме да кој ќе биде избран, дали за градоначалник, дали за извршната власт, токму во овие избори во две компоненти ќе учествуваат граѓаните и тие сами ќе видат како изгледаат процесите, изборните процеси во Република Македонија. Првата компонента е испративно барање, писмено барање до сите политички партии кои учествуваат во овие избори во Македонија, да воведат минимален достоинствен приход во нивните програми или доколку нивните програми се затворени да ни испратат писмо во кое што го поддржуваат минималниот достоинствен приход во Република Македонија. Што е минимален достоинствен приход или што бараме од политичките партии да воведат? Тоа е една социјална сигурносна мрежа за граѓаните кои што се наоѓаат во социјален ризик. Значи не станува збор за минимална достоинствена плата, туку станува збор за доход кој што го дава државата или приход кој што го обезбедува државата во момент на социјален ризик. Но моментално да кажеме, некој би говорил па имаме социјална помош, да, имаме социјална помош во Република Македонија, но не може да ја ставиме на ниво на минимален достоинствен приход поради тоа што сумата е многу мала. За да зборуваме за достоинствен приход, тоа би значило дека сите потреби на граѓаните во однос на плаќање на ризични трошоци, образование, здравствени услуги, храна, месечното целосно живење да може да еден граѓанин си го покрие независно што не работи, што не прима плата. Ова ние го промовираме, ова не е нова мерка која што ние измисливме, во европските држави веќе се употребува, во одредени држави како што е Шпанија, како што е Австрија, доведе до намалување на сиромаштија и поголем број на вработени лица во бизнис секторот. Зошто? Поради тоа што ако ти на граѓанинот или како држава му се обезбеди одредена висина на минимален доход, тој ќе може да избере достоинствена работа. Нема да мора да работи за 2000-3000 денари, туку ќе побара од работодавачот да издвои од своето богатство малку повеќе и да го редистрибуира помеѓу граѓаните, со што ќе ги запосли за достоинствена плата. Значи, овој минимален достоинствен приход е веќе испитана мерка и во другите држави функционира. Во Македонија се надеваме дека оние кои што ќе победат или оние кои што ќе дојдат на сила во локалните заедници ќе го воведат како локална мерка, но и на парламентарните избори дека ќе некој ќе најде за сходно да го разгледа како модел, да направи фискална импликација колку ова би ја чинело државата и каков бенефит ќе има државата од истото во долгорочни како долгорочна цел, како краткорочна можеби значи поголемо издвојување на буџетот, но по долгорочно значи намалување на сиромаштво и социјална вклученост. Јас велам не може на граѓаните да им дадеме 1700 денари, 2500 денари, 3000 денари месечно и да им кажеме да вие живеете достоинствено. Секој од нас нека се праша со 3000 денари дали може да издржи 4 дена, а не 30 дена во месецот или 31 ден. Со тоа ги тераме граѓаните да влезат на пазар на сива економија, ги тераме да не се вклучуваат во активните мерки за вработување на Агенција за вработување. Исто така ги тераме дел од нив да одат и да бараат парче леб за своите деца во корпите за отпадоци, а утрето дента би требало да тие спремат CV или своја биографија и да аплицираат за работно место. Апсолутно не можат, прво немаат време или од друга страна нивното достоинство е толку ниско што самодовербата е уништена и понатаму не може да ги вклучиме на пазар на труд да бидат активни. Значи ние само ги деградираме овие граѓани кои што ќе влезат во социјален ризик. Велиме, ако ние сме социјална држава, навистина треба да обезбедиме и социјални мерки кои што ќе го држат достоинството на сите граѓани во Република Македонија. Ова барање го пуштивме и сите политички партии има можност да одговорат до 19 март. До тој датум ние добивме одговор од две политички партии и тоа е Републиканска алијанса, која што има предложено градоначалник за Скопје и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што всушност има 67 кандидати за градоначалници како дел од сојуз за иднината. Во двете писма имаме нагласено дека тие ќе се залагаат за воведување на минимален достоинствен приход. Републиканска алијанса вели ќе го пововеде доколку учествува во власта, ќе го
воведе минималниот достоинствен приход како мерка на локално ниво, додека Социјалдемократскиот сојуз вели ние во нашите програми веќе предвидуваме социјални бенефиции за граѓаните во сите општини во кои што имаме кандидати за градоначалници, со тоа што ќе се унапреди квалитетот на живот, но исто така ви стоиме на располагање и кога ќе се пишува програмата за парламентарните избори, да активно го вклучат граѓанскиот сектор, да вклучат македонската платформа и да минималниот достоинствен приход стане дел од нивната програма. Тоа е едната компонента. Втората компонента, во однос на проактивност на самите граѓани, сакавме да ги мотивираме, ја акредитиравме Македонската платформа за борба против сиромаштија како монитор на овие локални избори, со тоа што до сега дадовме 428 лица, барање за 428 лица да бидат акредитирани, кои што директно ќе бидат вклучени на самите избирачки места во 19 општини. Тие ќе ги следат директно изборите, ќе гледаат колку се фер, демократски, слободни секако, и ќе дадат извештај до Македонската платформа за борба против сиромаштија вечерта по изборите. Во понеделник Македонската платформа за борба против сиромаштија ќе излезе со повторно известување до граѓаните колку биле фер демократски, каде имало неправилности. Секако дека овие неправилности ќе бидат заведувани, имаат право да бидат заведувани во дневникот и да влезат во легалната процедура на известување за кои се прекршоците. Но нас не е многу важно да граѓаните со овој принцип ја вратат вербата во процесот на избори. Зошто? Ако велиме еден не притиска да гласаме за едните, друг не притиска да гласаме за другите, каде е нашето право, јас велам позади параванот сме сами, ние одлучуваме, ние ќе избереме кој ќе ја води оваа држава или кој ќе ја води нашата општина, не треба да подлегнем на одреден притисок. Може некој да ме натера да одам на митинг заради тоа што ќе ми избрка од работа, но не може навистина не може да ме натера да гласам позади параванот. Дури и да ме тера да го сликам ливчето, нели сите оние манипулации кои што се прават, јас ќе заокружам едно, ќе го сликам и повторно ќе заокружам второ бројче, ќе биде моето ливче неважечко, но апсолутно нема да дадам гласот за некој кој што сака да ме злоупотреби. Ако ме злоупотреби кога го бара мојот глас, како ќе се однесува со мене или колку агресија ќе употреби врз мене во момент кога ќе ја добие власта. Значи, размислете дека оној кој што е агресор, оној кој што сака да ме натера да гласам за него насила, без моја волја, без да ме убеди во неговата програма, истиот тој не го заслужува мојот глас. Тоа е нашата порака и се надеваме дека овие 428 лица будно ќе следат, ќе добиеме квалитетни извештаи од нивна страна и квалитетно ќе известиме како овие избори, следени од страна на граѓаните, оние кои што се во граѓанскиот сектор и оние кои што се надвор секако кои што се само наблюдувачи, ќе ги доживеат овие избори, што е многу важно, зашто велам македонскиот народ ја изгуби довербата во изборниот процес, а тоа е многу лошо, поради тоа што ние се обидуваме да практикуваме демократија, излезноста навистина е мала, оваа излезноста која што Македонија има е за земји кои што се во демократија многу долго, каде што веќе е настапена апатија, но Македонија која што само што влегува на некој начин од транзиција во вистинска демократија, ако можеме така да ја кажеме, навистина излезноста е мала. Повикуваме излезност и повикуваме да граѓаните гласат за оној кој што верува дека ќе имплементира нивната програма и секако исплатливоста на програмите е многу важна, да знаеме заради тоа што парите кои што ги трошат се на граѓаните, парите се наши. Тоа е најважно. Ви благодарам.